ВМРО ДПМН на овие избори не може да смета на Илчо Захариев. Сите разговори помеѓу Захариев и партискиот лидер Христијан Мицковски досега одеа добро. Нивните лични релации се исто така добри, но Захариев за штипски градоначалник по втор пат не е заинтересиран. Но оваа тема со Мицковски разговаравме повеќе пати и реално кажано, конечно немам кажано. Но ова е политика и нештата се подразбираат. Јас сум партиски човек и искрено ќе помогнам ВМРО ДПМН во Штип да добие градоначалник. Објасни Захариев. Овој став и формално ја кристализира ситуацијата, иако партијата веќе подолг период типува на пратеникот Иван Јорданов. Во оваа насока велат партиски извори. ВМРО ДПМН во најголема мера веќе ги има дефинирано кандидатите за градоначалници. Прашање на време е кога тие ќе бидат соопштени, но во секој случај, велат истите извори, се работи за не повеќе од 10 до 15 дена. Од друга страна, СДСМ спроведува широка анкета и дава голема можност за партиска, но и граѓанска кандидатура. Интерните анкети велат, нашите соговорници, голема предност пред останатите сопартици во Штип му даваат на Сашко Николов, во Кочани Николчо Илиев, Проби Штип Драган Анастасовски Ладич, Делчево Горан Трајковски, Карбинци Јордан Насев, Свети Николе Сашо Велковски и македонска каменица Сонја Стаменкова. Сепак, ова се што би се рекло моментални резултати, бидејќи до почетокот на кампањата има уште време во кое ќе бидат спроведени уште неколку анкети. Можност за промени има, но председателот Заев е категоричен. Сите градоначалници се мои другари, блиски луѓе и соработници, но најважна е победата на изборите.